И се разбира најавата на темата за овој час во Македонија наутро, повторно во фокус ни образованието. Состојбите во образованието бараат и дискусија од сите засегнати, па затоа какви промени и реформи ни се потребни. Го слушнавме ставот на професорот Радко Дуев, ги слушнавме средношколците, професорите во средно, наредниве минути повторно фокусот ќе го вратиме на високото образование и на неговиот квалитет. Но потсетуваме дека не можеме да генерализираме, барем кога станува збор за квалитетот на образованието, а потврда за тоа ни е и следниот соговорник. Станува збор за деканот на економскиот факултет, па зборуваме за тоа какви кадри продуцира овој факултет. Добро утро, професори, добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам многу што ме поканивте во утринската емисија. Што имам можност да го споделам искуството на економскиот факултет Скопје при Универзитетот Светите Кирил и Методи во Скопје со јавноста. На економскиот факултет се образуваат кадри од сите области кои што значат област економија и бизнис. Мислам дека сме институција единствена во Македонија кој што ги нуди сите профили кои што опфаќаат и економија и бизнис. Колку се побаруваат нашите кадри на пазар на трудот покажува тоа што вработливоста на студентите кои што дипломираат на економскиот факултет Скопје дури и при крајот на студиите во 4-та година е многу голема. Ние тоа го следиме перманентно. Сите студенти скоро што дипломираат на економскиот факултет Скопје без некои поголеми проблеми наоѓаат работа. Оно што го имаме воочено е дека на пазарот на трудот прво се вработуваат студентите од економскиот факултет Скопје, не е нескромно да кажам, од УКИМ и потоа се задоволуваат другите потреби. Ова покажува дека ние во основа сме на вистински пат, бидејќи во изминатиот период многу време и енергија обрнавме на подобрување на квалитетот на наставата, подобрување на квалитетот на наставните програми, а резултатот е тоа што оваа година има поразна интересот да кај средношколците да се запишат на економскиот факултет Скопје и не мал туку за цели 20%. Ако изминатата година сме запишале 500 студенти на економскиот факултет, оваа година веќе бројката е над 600. Така да ние сме на вистина задоволни на факултет и мислам дека сме на вистински пат. Значи имаме вакви убави примери. Поттик за оваа тема утрово ни беше последниот извештај професоре на Европската комисија, кога зборуваме за квалитетот во тој контекст, чести се и полемиките за тоа на која позиција се наоѓа државниот универзитет на светската ранг листа. Но повторно економски може да се пофали со процес на меѓународна акредитација која го става факултетот меѓу елитна група од помалку од 1000 меѓународно акредитирани институции. Што ова значи за економскиот факултет? Благодарам на прашањето. Ова е едно од нашите стратешки цели кои што треба да ги оствариме во наредниот период. Ние одлучивме дека нам ни е потребна меѓународна акредитација, не било која. Ние ја избравме најдобрата меѓународна акредитација, тоа е американската АЦСБ, која што има добиено не повеќе од 5% од сите економски факултети и бизнис школи во светот. Така да кога ќе добиеме таа акредитација, ние би биле во друштво на само 5% од бизнис школите во светот. Што значи таа акредитација? Таа акредитација значи имплементирање на сите стандарди кои што ги предвидува таа меѓународна асоциација, стандарди кои што ги имаат имплементирано сите универзитети и факултети кои што се лидери во Соединените американски држави, во Европа и насекаде низ светот. Така да стандардите кои што се таму ќе бидат применети и кај нас. Сега, до каде сме ние со акредитацијата? Ние веќе сме членки на АЦСБ. Една година работевме на подготвување на апликација за наша подобност, дали тие ќе кажат дека да, економски факултет Скопје е подобен да отпочне акредитација. После година дена ја поднесовме апликацијата и без некои сериозни забелешки нашата институција беше прифатена да отпочне овој процес. Сега сме во фазата на самоевалуација на економскиот факултет, доделен ни е ментор и во наредните години треба да се усогласиме со тие стандарди. Максималниот период е 7 години, но ние на економскиот факултет веруваме, а исто така веруваат и нашите партнери од надвор кои што не помагаат во овој процес, од нив земаме искуство, веруваме дека за 4 години ние ќе заокружиме овој процес и ќе бидеме првата високообразовна институција не само Македонија, туку и во овој би рекол и јужен регион од поранешните југословенски простори кои што ќе добијат АЦСБ. Во првиот одговор забележав, споменавте, има поголем интерес за студирање и можеме да се пофалиме со тоа што голем дел од нашите студенти лесно и брзо се вработуваат. Хајде малку за вработувањето. Важна улога во процесот на вработување е колку искуство ќе стекнат студентите за да може да се пласираат на пазарот на трудот. Во тоа во голема мера олеснува дуалното образование кое што го пофали меѓу другото Европската
комисија дека имаме напредок во овој сегмент. Каква е соработката, професоре, со бизнис заедницата? Колкав е процентот од студентите кои што веднаш наоѓаат работа на пазарот на трудот? Соработката на економскиот факултет Скопје при УКИМ и бизнис заедницата особено се интензивира во последниот период, особено во постковид периодот. Имаме склучено меморандум за соработка не само со најголемите, туку и со многу други институции од држава и морам да потенцирам и од јавниот сектор, и од приватниот сектор, но и од јавниот сектор, кои што се заинтересирани да имаат пристап до човечките ресурси кои што ги продуцира економскиот факултет Скопје. Сега соработката е во неколку правци. Едниот правец е наши студенти одат на практиканска настава во фирми од бизнисот или во јавниот сектор, таму се задржуваат неколку месеци, се враќаат на факултет, продолжуваат со настава. Другото е нивни представници, менаџери, луѓе кои што имаат искуство, значи практично искуство, доаѓаат кај нас на факултет и во рамките на предавањата ги споделуваат нивните искуства преку студии на случај и слично. Така да имаме убава соработка, тие не поддржуваат како институција и мислам дека согласно акцијските планови кои што ги има факултетот и согласно стратегискиот план, значи посебен правец и посебен фокус ни е соработката со бизнис заедницата. Во наредниот период бизнис заедницата ќе биде вклучени во подготовка на нашите наставни програми, да видиме што им треба на бизнис заедницата, што ние да кажеме со новите наставни програми што ќе ги развиваме во наредниот период, што треба да внесеме за како да се усогласиме со пазарот на трудот. Професор, реформи се потребни, да се спроведат мора да има пари. Европската комисија предлага во извештај државата да го промени начинот на кој се финансираат универзитетите, а квалитетот се вели на високото образование да се унапреди преку развој на процесите за акредитација и обезбедување квалитет. Ајде така да ја заокружиме темата, колку пари во моментов добива високото образование и какви реформи се потребни во тој контекст? И од вашиот ете позитивен пример како економски факултет. Да, видете, финансиските средства во високото образование не се доволни. Се исплаќаат финансиски средства само за платите кои што не се обезбедуваат и плюс некои капитални инвестиции кои што се распределуваат помеѓу високообразовните институции. Но мислам дека ние на економскиот факултет Скопје ќе го споделуваме искуството. Не треба да чекаме да ни се доделат пари, туку треба едноставно да видиме во овие услови во кои што денес работиме, наместо постојано да бараме средства од некого, треба самите да видиме каде се наоѓаме и самите да обезбедиме средства. Еден дел од средствата се од студентите кои што плаќаат партиципација, школарина и трошоци. Но морам да напоменам дека на економскиот факултет Скопје само во последните 3 години се влезени 18 меѓународни проекти. Со тие 18 меѓународни проекти ние ја финансираме науката, преку тие проекти ние ги финансираме патувањето и котизациите на различни конференции, објавена од тие проекти произлегува научни трудови, после тие научни трудови ги публикуваме во списанија со импакт фактор. И морам да кажам дека во последниот период има еден тренд на зголемување на бројот на објавени трудови во списанија со фактор на влијание. Ако сакате, овој процес на меѓународна акредитација кој што го водиме ние на економскиот факултет Скопје е екстремно скап процес. Ние за тоа немаме пари. Државата не финансира за тоа, ние немаме пари, сето тоа го финансираме од проектни активности, од проект. Преку проект се обезбедуваат тие пари, преку проект се обезбедуваат, да кажеме, котизации за конференции, нашиот членство во АЦСБ и сето на што представува финансирање на високо образование. Сега, ако државата во иднина одобри повеќе средства, добре дошли, ќе ги искористиме на најрационален начин што може да го направиме. Значи може, има и примери кога може да се најде изворот. Па немаме друг избор. Так. Значи нема друг избор, ако сакаме да успееме, ако сакаме да бидеме конкурентни, не само во Македонија. Убаво е да се следи овој ваш. И сега нема што, немаме избор, мора на некој начин да се справиме со конкуренцијата не во Македонија, туку во регионот, да бидеме конкурентни на Загреб, Љубљана и слично. Но драго ми што имавме и позитивен пример во утринската програма. Благодариме за тоа, професора. Ви благодарам многу на поканата.